Дигитализацијата на телевизиите во Македонија се повеќе ги бранува овие електронски медиуми, и тоа како на национално, така и на локално ниво. Операторот УАН од Словенија, како собственик на мултиплекс од фреквенции за дигитално реемитување, наметна драстично високи цени на надоместок за дигитализација, што ги вознемери собствениците на телевизиите кои започнаа да се организираат и да бараат други решенија, со цел да го заобиколат прескапиот УАН. Телевизиите на локално ниво на УАН ќе треба да ја плаќаат по околу 30.000 евра годишно, што за стопански и економски сиромашни региони, како источниот, е нереално висок надомест. Дотолку повеќе што кон оваа сума треба да се додадат и други тековни трошоци, кои неколкукратно ќе се зголемат. Поради тоа, поголем број од собствениците на телевизиите најавуваат дека ќе останат да работат на локално ниво. Деновиве ќе се знае колку и кои телевизии од источниот дел на државата ќе потпишат договори за дигитализација со УАН, а колку ќе останат локални. Но во секој случај, дигитализацијата, освен што ќе донесе подобар квалитет на сликата, ќе предизвика и низа други проблеми кои сериозно ќе ги стресат локалните телевизии. Не се во подобра позиција ниту националните телевизии. Деновиве, 4 од нив, Канал 5, Алсат М, Сител и Телма, се обединија против висината на надоместокот за дигитализација што операторот УАН има обврска да ја спроведе до 1 јуни. Тоа ќе ги чини близу 150.000 евра годишно по медиум. Цената е висока, економски неоправдана и неприфатлива, но и без гаранции за квалитет, коментираат одговорните на 4 национални телевизии. Тие најавуваат дека ќе го радикализираат отпорот против драконските цени за дигитализација што треба да ја спроведе УАН. Какви чекори ќе преземат ќе се знае деновиве. Меѓутоа, барањето до фирмата ќерка на УАН веќе е конвертирано. Националните ја повикаа Диги Плюс Мултимедија во рок од 7 дена да го ослободи декодираниот сигнал кој го емитува DVB-T платформата Бум ТВ. Така граѓаните ќе може да ги гледаат програмите на сите национални телевизии во дигитален сигнал. Поднесени се и други барања од кои во голема мера ќе зависи и иднината на телевизиите во Македонија.